Добре, дојдовте во Wild Tales, подкастот кој ќе се обиде да ги раскаже сите оние приказни кои во нормални услови не би виделе светло од денот. Јас сум Виктор, вашиот хост, и заедно со моите гости ќе ви ги раскажеме сите оние необични приказни од нивното животно патување. Затоа што ниедна приказна не е жива, се додека некој не ја слушне. Нашиот прв гостин е Саша Љолес, музичар, креатор и ко-креатор на повеќе песни, меѓу кои од име на европско. Највачката химна на Македонија за европското фудбалско првенство. Покрај музиката, Саше важи за еден од најдобрите туристички водичи во градот и сите оние заинтересирани за уникатна и автентична тура во Скопје и неговата околина. Линкот од неговиот Инстаграм профил ќе го оставиме во описот, за да можете да го исконтактирате. А сега, Саша Љолес. Океј, Саша, фала ти што го кршиш мразот во Wild Tales, прв гостин, че голема чест ни представува што си тука. Благодарам за поканата, се надевам дека моето присуство нема да предизвикува малери за воиднина за овој твој нов проект. Многу оптимистички влагаш во подкастов, ми се свиѓа. Па така треба, да. Али имаш добра приказна за нас и ако сакаме да почнеме од почетокот би бил негде 12 ноември 2020. Тоа е денот кога Македонија се пласира на Европско првенство со победа над Грузија во гости. Така. По завршување на надпреварот, цела нација, држава, не знам како да кажам, оди да слави, прославува, а ти славиш на еден малце поинаков начин. Па може да се каже, да. Што се случи? Па имаше таа убава вечер, не беше толку убава вечерта, дождлива беше таква ноемвриска ноќ скопска, знаеш какво муј време е така скопски да се изразиме, да. Бев ја тоаш работев во една кафана во Девармало, помагав кај една другарка таму и пееца од Суперхикс Петар Младеновски заедно ја гледавме утакмицата и прославивме на најубав можен начин, тука со сите можни салтанати, нели, како што доликува на да се прослави таков успех. И вечерта после тоа се разотидовме по дома, ми се јави еден другар што работи фотографев за неколку медиуми и ми вика: "Абе, знаеш, фудбалериве ќе слетаат во Приштина, има магла во Скопје, да не сакаш да одиме на Блаце да ги пречекаме?" И викам: "Ајде, зашто да не?" И тоа беше некаде околу 3-4 сабајле, нешто така. Отидовме на Блаце. Таму имаше веќе новинари дојдени наместени камери да ги снимаат, дојдоа двајца политичари чие што име не вреди воопшто да го споменам, меѓутоа дојдоа они таму, нели, мора да се појават, пошто они се, нели, политичари. Имаше ли доста народ или помала група на луѓе? Не, имаше со отприлика, не знам, 20, 30, 40 новинари да беа. Не било ништо спектакуларно. Ништо обичен, да речем, не знам како се вика тоа, медиумски пречек. Чисто по некоја изјава, излегува фудбалерите од автобус, сите беа, пола од нив беа со маски, нели, пандемија беше и така натаму, па ги извадија малце маски како нешто да се сликаме. Таква беше атмосфера, као ништо посебно да не се случило. И нормално една будала како мене се најде и викнав 2-3 пати Македонија, чисто онака, знаеш. Да ги разбудиш малце. Малце ги разбудам, да го кренам духот, па отидов со некој од фудбалери што можев тогаш на брзинка се сликнавме, ама и они немаа многу време, пошто влегува автобус и продолжи. Ја мислам некој тредента имаше некој пречак пред Федерација, еден настан во парк градски после тоа направија. Така што таа вечер фактички на тој начин го прославивме успехот и кога се вратив дома, ноќта или веќе утрото, се појави првиот рефрен за песната од име на европско. И го направив, беше малку поинаков од финалната варијанта, беше по-баладичен, така да наречам, не знам. Романтичен. Да, поромантичен. Па зборев после во консултации со Пеци и со другите музичари од составот што подоцна се нарече Вис Рисови. Тука има една мала дилема што би сакал исто да ја разрешам за многу луѓе што пишуваат коментари и пишуваат тогаш и пишуваат и ден денес. Зошто рисови, зошто вие не ги викате лавови, од каде тоа рисови, не знам, северџаниве ве натераа рисови, значи, дечки, драги мои, рисови е надимак прекар на македонската фудбалска репрезентација од нејзиното постоење од 93 година. И ние не за џабе се нарековме Вис Рисови, затоа што тоа е брендот на фудбалската репрезентација, тоа е нивниот прекар. И кога ќе видите, најчесто има логоа и разни, не знам, Амблеми, рисот е исто. Македонскиот рис е автентично животно балкански рис, македонски рис кој што живее во национални паркови во Македонија. Така што тие антички македонци што бараат лавови, нека се опраат малце, не за џабе се викаше бендот Вис Рисови, не за џабе во песната Ви се вика Наши храбри рисови.
Така што тука настана рефренот, потоа претрпе неколку промени песната аранжмански и некаде за помалку од еден месец веќе имавме демо верзијата. Јас снимивме кај Дени Крстев во студио 1060 во Ѓорче. Поздрав до Дени, поздрав до Васко Бумбикс и сите други што ни помогнаа таму пееа придружни вокали. И после тоа веќе имавме некои состаноци со фудбалската федерација. Ние не ни помислувавме дека таа песна може да стане официјална химна песна, сега да не. Значи да, иницијално идејата беше да изразите радоста ваша за пласманот, да, преку она што го правите најдобро, а тоа е музика. Така е. Вечерта кога седна уствари да ја пишуваш песната, како уопште ти текна на Петар Младеновски, да кажеме, и зошто баш него го одбра да кажеме да... Па знаеш како, Пеце исто потекнува од навивачката сцена, исто како и јас. Ја растев со МЗТ, он растеше со Вардар фудбал. Мислам, ние сме малку од спротиставени табори, он вака по географска припадност навива за работнички, јас навивам за МЗТ, ама Пеце не одел никогаш на кошарка, ама на градски, он на Вардар ги има оставено коските, што со татко му како дете и ден денес оди. Еве пред неколку дена промовираа песна за Вардар, гордоста на градот. И ја и Пеце некако у тие моменти, не знам како имавме повеќе контакти и се гледавме доста често, и ми текна за тоа што е пред се искусен, 30 години слава Суперхикс годинава, голем јубилеј тоа за нив. Музичка легенда, апсолутно. Да, легенда е во Скопје, во Македонија, знае од прилика како се прави од прилика таква песна, гравитирал во тој спортски навивачки свет. Така што мислам дека се случи еден убав спој. Јас му ја пратив најпрвичната варијанта, после тоа се видовме кај него неколку пати. Он ми кажа негови сугестии, јас ги прифатив, тој да речам бриджот, мостот во песната е комплетно негов. Он ја оплемени малку песната, да речеме така. И мислам дека од денешна перспектива воопшто не погрешив што му се јавив на него, зашто заеднички ние фактички го истуркавме тој проект цел до крај. Не, апсолутно, кој ќе го погледнам од страна, познавајќи ја твојата спортска историја и колку ти, да кажеме, си страствен кога се работи за спорт, и таа некоја аура на Пеце што постои кога креира навивачки песни, ја мислам дека тоа беше совршена симбиоза некоја. Се погоди да биде, знаеш, кликнавме двајцата што се вика, зашо пак ти викам, двајцата горе-долу, не горе-долу туку, апла потекнуваме од тој свет. Сега поздрав и до Фемили Аеродром, моите браќа, со извинување што во последниве години воопшто не им ја давам лично мојата поддршка, ама сум гинал на таа трибина, на тие трибини, на гостувања сме оделе секаде надвор од Македонија. Тие што знаат моја мало аеродром, точно знаат дека сум гинал на тие трибини, Пеце исто има одено многу на Вардар, и се од прилика ние знаевме како треба тоа да изгледа. И се имаше разни коментари, па ова не е навивачка песна, па како ќе се пева на стадион и така натаму, се јеби га, толку знаевме во моментот. Мислам дека повеќе на нас ни беше важно да го кренеме нивото на кое што народот го восприема успехот, отколку ние да бркаме некаква популарност или песната да станува, не знам, нешто вау, хит. Иако мислам дека да не беше пандемијата, малку поголем замав ќе добиеше песната, да победевме некој утакмица на европско или некој бод да освоевме, можеби уште малку така да речам, ај сега да не претерам да речам безвременска, ама ќе дадеше некој дополнителен стимул за да продолжи песната да живее. Ама еве и ден денеска се емитува на стадиони, например, кога одиме на Македонија на репрезентација, се емитува нон-стоп, значи без разлика што сега сме далеко од позиција за пласман на европско. Да, ќе видиме денеска како свето функционира у однос на песната. Ја би се задржал само на еден момент. Знаеме Пеце, неговата музичка позадина која е, ја би сакал да слушнам малце за твојата музичка позадина, односно колку време ти се бавиш за музика. И кој е бекграунд што го имаш, затоа што претпоставувам дека е голем за да можеш да се израдуваш на еден таков начин во креаторска смисла, тоа бара сериозен музички бекграунд. Па можеби да, меѓутоа знаеш како реално јас немам никакво музичко образование, се што знаме самоук. Потекнувам од семејство каде што растев со вујко ми Константин Качев, коки од санаториум. Он веќе не е дел од санаториум, меѓутоа е
цел живот свирал гитара дома. Многу ми е драго што сум имал таков човек во фамилија, тоест не во фамилија, во иста соба живеевме, у двособен стан 5 души живеевме. Ја, мајка ми, војко ми, баба ми, дедо ми. Ти си доаѓал, знаеш, се сеќаваш. Значи, драго ми е што ме насочи да не слушам турбо фолк и друга селјачка музика, туку растев со неговите бендови, мислам неговите, со бендовите што он ги слушаше, како Deep Purple, како Цепелин, како Pink Floyd, Metallica, Slayer, Pantera. Значи, јас сум растен на рок, на хард рок, на heavy, треш метал. И фахот музички се создаваше уште во детството, onda знаеш тоа што те исполнува. А од аспект на авторство, види, одиме на европско 4 акорда песна, секој втор може да ја направи. Друго е на кого му дошла идејата и ја направил во кој момент. Не е дека нешто вау, тука се свири. Има 4 акорда и 2 обриджа, толку е 6 акорда има вкупно песната. Меѓутоа мислам дека во моментот кога дојде идејата, се поклопија неколку коцки, што викаат, нели, народски кажано, и излезе сосема спонтано. Јас првите мои авторски дела, да речам, беа со мојот бенд Армадило, таму бевме јас, Данко, Саре и Борис Минов, Боки од Суперхикс, гитаристот. И тука во текстуална смисла, дел од аранжман, нешто првите мои авторски чекори, да речам, се појавија. Имам и како Љолес под тој алијас, као не настапувам, имам неколку мои песни. Таму јас фигурирам како автор на музика, тексти, аранжмани и така натаму, во голема мера. А одиме на европско, излезе сосема спонтано, па ти викам, најобична numера од 4-5 акорда, нема ништо спектакуларно. Да, ова е, знаеш кој ќе ме убедуваат, кој ќе влезеш у кујна, абе, знаеш што, да направиш музика не е ништо, значи три состојки се, значи многу едноставно, уствари просто е, ме разбираш. Ја разбирам паралелата. А уствари нема никаде. Па иди направи ја музика. Да, иди направи. Добро, не, сакам да кажам, ја од секогаш сум бил некако скромен во тој поглед, знаеш, сега не можам ја да ти кажам, сега гачки да ти измислам, еј брат, ја тоа го мислев со месеци, па тука не знам комплексен аранжман, па се консултирав со композитори, не, значи најпанкерски ние што викаме наша терминологија. Обичен рефрен, ги додадов строфите, го напишав текстот, после тоа со Пеце ја докомплетиравме песната и така сосема спонтано излезе се. Да, не е уопште дилема дека излегло спонтано, само сакав тој момент, значи баш поради тоа што е спонтано, музичкиот бекграунд доаѓа до израз. Значи немаш потреба да мислиш, да седиш, да трошиш време, туку едноставно природно си доаѓа начинот на кој што ги примаш стварите, те тера да се изразуваш на таков начин. Океј, доаѓаме до момент кај што вие сте спремни, почнуваат преговори со Фудбалската федерација и постигнувате договор дека тоа ќе биде официјална навивачка химна песна. Како сакаат да се вика, не можам да се замарам со тоа веќе. На Македонија за Европското првенство. Така. Започнувате со официјална промоција, почнуваат да кажеме поголеми маси на луѓе се запознаваат со песната и ги имате првите реакции. Реакциите беа прилично позитивни. Најпрво на луѓето им беше драго што воопшто некој се сетил да направи песна. Во федерација кога отидовме на првиот состанок, мислам дека дури малку зачудени беа како на некој му текнало да направи песна во чест на фудбалерите. А колку е тоа, извини, да прекинам, као пракса во Европа? Колку останатите репрезентации во Европа имаат такво нешто? Имаат нон-стоп. За секое големо надпреварување, повеќето репрезентации имаат музичари, артисти кои што прават песни во нивна чест. Има некои што стана и безвременски хитови, значи тоа се збориме за сериозни групи, бендови, што направиле песна и ама кај нив на поинакво ниво е тоа, знаеш, тие таму имаат комплетна поддршка од јавноста. Кај нас ние живееме многу идиотско поделено општество кај што тебе мора некој да проба да ти го украде успехот или проба некој да те саботира, да те заебе, брат, разбираш, такви небулозни пацерски потези. И затоа не можам да ти кажувам се во детали, затоа што ќе ми требаат 3 дена. Ама драго ми е што луѓето од федерација барем разбраа дека искрено излезено тоа од нас. Имаше преговори со нив, траја некое време, недела, 2-3 месец, може да и повеќе, сега не ми текнува, ама на крајот се согласија да биде проектот да го направиме заеднички. Ни определија еден солиден буџет за тоа, ние инсистиравме да има спот. Јас буквално реков, ако нема спот, нема песнава да ја даеме на вас, сега како не бираме зборови. Зашто реално 21 век сега имаш ти песна навивачка која што
го слави успехот за прв историски пласман на европско првенство и да немаш спот, треба да си, како да ти кажам, на толку многу другари, пријатели, опрема што имаат сите, дури и без пари ќе направевме спот. Значи за таа кауза, за таа цел ќе дојдат сите наши другари што се бават со видео, а имаме многу такви другари, и ќе направиме може спот што изгледа како да кошта 100.000 евра, ќе го направиме за 0 денари. Да, не ми се верува дека уопште било спорно или дилема дали уопште. Не беше спорно, него они, знаеш, као не беа сигурни дали сега пандемија е, па како ќе снимате, па каде ќе снимате, па групни сцени, групни кадри, знаеш, не велам дека они беа против снимањето, меѓутоа така некако повуци потегни беше што викаат Срби. Да, не треба да забораваме дека уствари целото тоа што се случуваше таму беше за време на пандемија и се беше пута 10, да кажеме, како процедура многу потешка се оствари од некое нормално време како што е денес. Баш така. За жал, да. Тоа беше тешко малце да се изреализира се. Но деве, да кажеме, се одлучи дека ќе има спот, дека ќе се снима, дека ќе се патува и спотот беше сниман на повеќе локации. Ја прошедавте целата држава. Скоро цела, да. Кај све отидовте, кај све стигнавте? На многу места отидовме. Единствено, мислам на многу. За жал не ги опфативме сите градови, не можевме никако, ниту имавме толку голем буџет, ниту имавме толку многу денови на располагање, ниту пак со протоколите ќе можевме и тие сите насоки за функционирање. Немаше да биде изводливо, меѓутоа ги опфативме најголемите градови. Прво гледавме локации, патувавме 4, 5, 6 дена из Македонија, на двете страни, на исток и на запад и централно, на трите страни. И најдовме локации, фактички кога ги гледавме локациите, се договаравме со локалците од градовите да ни помогнат за логистика. Тука би ги поздравиле на брзинка екипата наша Свети Николска, Никола, Дуле, Крушево, Љупчо Пецевски, братучедот на мојата сопруга, он ни помогна преку неговиот таму пријател Трајче Шекрески, он и направи добра логистика за Крушево. Васко Жолтио од Битола да го поздравиме. Другарите од кафичот, ај сега да не рекламираме, од Епинал, кон Бутки некога одиш, од десна страна на Кјошат, оне кафич, еден убав битолски познат, 5-6 газди се таму, он исто многу братски и другарски ни излегува во пресред. Филип Жура од Охрид, уфлера, да не заборавам некој. Ај, може ќе ми текне и понатаму во муабетов. Значи, пробавме преку наши лични контакти да дојдеме до убава логистика, кога ќе дојдеме на денот на снимање, се да биде подредено како под конец. И имаше нормално моменти што не можеш да ги предвидиш, али ај сега да се навратам на маршрутата. Веќе снимањето почна Скопје, Свети Николе тргнавме. Таму е она сцена кадар со огромен багер, со едно огромно македонско знаме. Таму кај што имам напишано извинете поголемо немав. Освен оние огромните две звездата Кутлеш и новото македонско знаме на стадион што се веат огромните, нели? Ја второ најголемо знаме што сум го видел во животот е тоа. И така си го сликнав за моја љубов, за мој кеф. После тоа отидовме, Веле снимавме, Прилеп не отидовме, бевме Крушево, Битола и Крушево, да, таму пред Македонијум споменеко, тука има убави сцени, убави кадри, на коњи се 4-5 луѓе, баки се палат. После тоа имавме Охрид, требаше да снимаме нешто Тетово и Гостивар, ама не успеавме, зашто во Охрид имавме многу набиена агенда и ние фактички се, ако не се лажам, некаде околу 20 април почнавме да снимаме, а на 7 мај веќе беше закажана промоцијата. И снимавме околу 3-14 дена, не снимавме баш малку. Со онака се окозивме, што викаат, од снимање. Јас патував со екипава што снимаше и нив да ги поздравиме, значи Огнен Шапковски режија, Кристијан Теодоров Кики Слики, мојот кум, он е директор на фотографија, Дуле Јанев, Нико Гаврилов помагаше со дронови, Ивче, Иван Ѓоршев, да не заборавам некој, нека ми простат се ако заборавам некој. Имаше многу статисти, преку 120-130 статисти има во спотот. Околу 200 маички поделивме, околу 150-200 топки поделивме. Иđе го вози автобусот, мала символика, најдобриот автомобилист македонски го вози автобусот кај што се снима бендот што ја прави песната за европско. Тоа беше на Огнен идеја и беше супер идеја. Со претходна обука или само седна? Имаше шофер од ЈСП, му даде 5-минутен туторијал на Иđе како се вози автобус. Да, how to drive a bus, how to drive a Chinese bus. И види на Иđе не му треба многу туторијал, ама пак е автобус е во прашање, не за џабе се различни категории си полагаш посебна дозвола. И така го извози Иđе низ Скопје, у Скопје имаме исто убави кадри пред стадион,
Имаме многу статисти, не ми текнува веќе на сите, а кај по име не ги ни памтам, а меве, значи беше Идже, беше Катарина Ивановска, снимавме на градски стадион, или Национална арена Тоше Проески сега се вика, нели? Фудбалерите се на секој втор кадар. Фудбалерите ги снимавме на комплексот Петар Милошевски, на ФФМ терените. Таму беше интересно тоа снимање, имаше комични ситуации, Кики да го поздравам оваа прилика, пошто на фудбалерите им кажав, дечки, викам, екипа што снима не знае фудбал, мислам не гледа фудбал. Така што ако треба нешто за комуникација, може преку мене и Пеце да се одвива. Кики дури Панчев ги мешаше. Панчев, викам Пандев му викам. Ало, да има овој презимето. Добро бе, добро, кажи му да дојде да го снимаме се. И така мал се смешно беше со тие работи, ама они дојдоа, не беа сите, освен Адеми и уште еден двајца, повеќето дојдоа и испадна убави кадри, фала им што дојдоа тогаш да се снимиме, беше и поранешниот селектор, нели, Игор Ангеловски. И така некако тоа траеше се околу 15 на дена снимање, па после тоа на 7 мај беше промоцијата пред ФФМ на паркингот. И тоа е фактички единствен пат каде што песната е во живо изведена од составот Вис Рисови, пошто ние немавме каде. Да, ние разговаравме за ова. Немавме каде да ја изведуваме. Да, јас сум фасциниран од тој податок дека уствари песната е многу пати многу малку изведувана во живо. Не многу малку, еднаш. Само еднаш. Ние сакавме кога да направиме караван, навивачки караван, ако паднеа бројките тогаш ако дозволеше државата, сакавме да направиме како навивачки караван, да одиме во скоро сите градови низ Македонија и барем поеднаш да ја презентираме во живо песната. Федерација исто ни даде поддршка за таа идеја, рекоа ако се договорите тргнете, ние ќе ви даеме топки, маички и такви работи, знаеш да поделиме, ќе дојат дечиња, ќе дојат луѓе што се искрени фанови и сакаат нешто да имаат, чисто за спомен да им остане, ама и немавме време и немавме толкав буџет, а и пандемијата си го направи своето за жал, така што да немаше ковид, мислам дека тоа многу полесно ќе го реализиравме. И покрај тоа што имаше рестрикции, ковид и така натаму, еуфоријата, мислам дека ја осеќавте и притисокот од сите страни. Кога најверојатно осеќаш дека правиш нешто што нема се повтори во блиска иднина, дефинитивно влегуваш во некои историски анали. Да речеме, да. Така да кажем. За жал, види, дај Боже да се пласираме пак и на европско и на светско, иако патот до таму никогаш не е лесен. Али да, направивме една песна во историски момент за спортскиот аспект во оваа држава, за спортскиот живот, затоа што реално да не ме сватат погрешно, ни еден спортист да не ме свати погрешно, јас почитувам и кошарка, и ракомет, и се, ама фудбал си е фудбал. Не е за џабе најгледан спорт на светот. Значи, европско и светско првенство во фудбал и летни олимписки игри се убедливо најгледани настани и најпопуларни. И најпопуларни, како што може фудбалот да помести или да придвижи една нација, да кажем, или да крене на нозе. Не, добро, види, сега пак ќе кажам. Масивен спорт е однос на другите. Апсолутно, огромна индустрија, многу пари се во прашање, огромна е популарноста, не е бадијала толку популарен спортот. Јас се пак ќе повторам, многу сакам и кошарка, значи на МЗТ Смер сум растел на таа трибина. Вардар ракомет имаше 2 европски титули, тоа е Вардар, извини. Екипи како Веспрем, како Пари Сен-Жермен, што имаат милионски буџети, они стигаат до Final Four, а може да сањаат 2 титули у 3 години да освојат. Мислам дека ПСЖ освои после тоа една. Веспрем уште нема освоено титула. Значи, пак сме имале некоја хемија во тој тим и кај репрезентација на Македонија фудбалска и кошаркарската 2011 во Литванија и Вардар двократен европски шампион. Значи, и тогаш мислам дека луѓето уште некако здраво за готово. Тоа беше некое си општо лудило вака. Тоа беше нездрава работа, брат. Да, уште не ми се верува дека тоа се случи. Ја искрено на ракомет не сум одел многу во животов, пошто во аеродром немавме ракометен клуб. Знаеш, Вардар кога дојде некако на сите ни беше чудно сега, шо бара овој ракометен клуб овде, ама си имаше инвеститор, човекот си инвестираше, шо правеле таму сделки, далавери, гајле ме, ама барем направи сала која што еве денес и МЗТ ја користи. И јавев против тоа, зашто столчињата да бидат црвено-црни по овој аеродромски клуб и така натаму, ама сега реално он се изгради салата за Вардар и ја даде на користење на МЗТ, што исто фер потек. Таму мислам дека и политички они се договара, ама тоа не се моја бранша, не, нити се замарам, нити па сакам да се замарам со тоа. Ама сакам да кажам, знаеш, некогаш народот дава некоја полуглупава импулсивна реакција
кога си малце лаик и не ги разбираш малку работите, а после успехот кога ќе дојде, па тогаш па супер овој што направи сала бе. Па супер овој што донесе толку квалитетни, па супер. Не, толку многу ствари се дешава во тој период што од денешна гледна точка мислам дека е разбирливо и луѓето што се изгубија, да кажеме, што веќе не можеа да оценат што е реално, што не е, што ни е заслужено, што не е. Се квалификуваме на европско, земаме титули во ракоме, значи на еден чекор до светско по фудбал бевме. На еден чекор до светско, буквално, да, ја победуваме Италија у гости, ако не се лажам. Да, у Палермо, да, една лабав противник од типот на Италија го победи во Палермо и после тоа 3 дена подоцна игравме со Португалија. Значи ако ти не дај Боже ја победиш мала сила како Италија, идеш на уште полабав противник од типот на Португалија со Кристијано Роналдо, со Диого Жота, со Бернардо Силва. Сега го сакам да експериментирам и ако те прашам дали ја памтиш самата утакмица, сигурно ги памтиш сите шанси. Која утакмица? Со Португалија. Со Португалија имавме 2 шанси, 3, а со Италија имавме една шанса, шутот на Трајковски. Една шут на Аце у прво полувреме, му ја фати Донарума, и вториот пат кога им ја забибери од 25 метри, кога не знаеш што ги снајде. Италија не држеше, не можевме да излеземе од половина, 85 минути. И се погоди така, таа топка, Сторе ја рогна, Миовски му ја спушти со глава, Аце ја прими, овие мислеа од 25 метра дека не знае гол да даде, го оставија, му дадоа простор. А Трајковски им играно баш на тој стадион. Ренцо Барбера во Палермо играше 3 или 4 години. Ми пројде експериментот, мислам дека цела ја памтиш така. Па ја памтам пошто е реално историска утакмица. Јас тој надпревар би го поистоветил со пласманот на европско. Значи толку важен надпревар за историјата на македонскиот фудбал, на репрезентација. Да не почна да пишуваш одиме на светско? Не, имаше луѓе што не вика ајде, пишувајте, викам луѓе, чекајте, прво не сме пласирани. Второ, јас минав низ сериозна емотивна голгота за време на тој проект. Имав и умирачки, дедо ми почина, ќе кажам и во твојот подкаст, буквално од погребот на дедо ми отидов 1 сат подоцна да го потпишам договорот со Федерација, да го потпишеме ја и Пеце. Така што американците што викаат I had an emotional roller coaster. Али еве се од оваа перспектива ми доаѓа да се насмеам, бидејќи ми е драго што знаеш како, едно умира, друго се раѓа, таков е животот, синхро, кажал големиот брат Милан Младеновиќ од ЕКВ. Да, ја лично го познав дедото и го знам влијанието и местото кој што тој го заземаше. Тој ми беше мене како, ајде да не претерам, он ми беше вистинскиот татко фактички во животот. Да, имав и биолошки татко, имав и вујко ми што ме растел, ама дедо ми беше комплетно посветен на тоа да ме насочи на добар, правилен, чесен, вистински пат. И многу ми е жал што он не доживеа промоцијата на песната. Иако пред да се разболи, знаеше, виде, значи отприлика му покажував снимки, еве дедо потпишав, не потпишав, туку се договараме, ќе потпишеме. Битно ти беше он да знае дека целиот негов труд вродил со плод на крајот. Вродил со плод не поради тоа што јас го направив проектот, вродил со плод што станав нормален човек. Тоа е неговиот плод, тоа е плодот на неговиот труд. Точно така. Истом се надевам дека сум нормален човек. Малце небулозно кога сам за себе збориш, ама ете, нека кажа другите. Да, ќе има можност да, нели, да се отвори дискусија за тоа на страна, па ќе видиме. Да. Барем фамилијава и другариве уште ме сакаат. Тоа ми е доволно, ништо повеќе не ми треба. Во однос на фамилијата како реагираат твоите најблиски кога нели почна да се шири приказната, кога се потпиша договорот и кога се види дека уствари твоето лице ќе го има на екраните многу. И беше многу драго, ептени беше драго, особено затоа што се случуваше во тие црни времења, да кажам, со пандемијата. Го снимивме после тоа, значи ја во една прилика имам кажано, па ќе кажам, нескромно, обично сум скромен многу, ама нескромно ќе кажам, го снимивме најмакедонскиот спот во историјата. Ако некој има подобар спот, нека дое, нека ми го покаже. Тргам на страна политички кампањи, кај што не знам таму глумат лудило. Туку зборувам едноставно за спот со македонски мотиви, па тука имаше зошто ја нема вергината во ниеден кадар. Дечки, вергината не е знаме на ниедна држава. Значи ние можеме патриоти на батерии да глумиме секогаш, секогаш вергината или звездата од Кутлеш, ние имаме знаме македонско. Тоа е. Ви се допаѓа или не, наше е, тоа е. Дали е сонце или вентилатор во нечија перцепција, мене не ме занима. И никој, јавно кажам, никој не ни забрани
да ја ставиме Вергината во спот. Никој едноставно. Значи, буквално ние дури искрено не ни мислевме на тоа. Тргна па ни пишува дали се спомнува Северна во спотот, во песната уствари. Викам, луѓе, абе за Македонија правам ја, не правам за Северна Македонија. Ке излезе песната и спотот, ке видите. Ако нешто не ви се допаѓа, пишете коментар и тоа е тоа. Политичка димензија. Абе, нека бркаат работа со таа политичка димензија. Да, и тој политички дебакл, кај луѓе, мислам дека и во нивните мозоци што си има направено. Луѓето од немоќ, од што се обесправени во тој сегмент, од што се навредени, понижени, затоа што политичарите ниедно добро не направија за овој народ 30 и кусур години, и они нормално утехата ја наоѓаат или она, знаеш, нивниот гнев се манифестира кај некој на кој што можеш да му го манифестираш. Оди бе брат, земи на политичарите, скини им ја главата, што безправно сменија име на државата. Знаеме сите на кој начин го направија тоа, не сме ние глупи. Пред 2 дена беше тоа, не беше пред 200 години. Ако имаш ти гнев и ако сакаш да направиш коренити промени во државата, ако нешто тебе те иритира, оди таму кај што треба, а не на мене автор на песна да ми глумиш лудило, мене да ме пцуеш или не знам да ме навредуваш. Прекај работа да не те гледам. Тоа е нешто што некако кај нас природно си доаѓа кога работиш на проект што се однесува, што е поврзан на некој начин со национален идентитет. Да, и што политичка димензија да офаќа, не, значи види, тоа е составен дел од приказната. За жал, кај нас политичарите се звезди. Да. Они се звезди, они се Кит Ричардс и Мик Джегер, разбираш? У Англија не се звезди политичари. Мора да се појави. Значи ако било, окей, да се спомне. Да. Но да се вратиме, ајде да кажеме на некој природен тек без некои такви влијанија, иако ги имало. После самата промоција доаѓа период кај што нели започнува самото европско. Да. И се договарате, нели природно е да присуствувате во Букурешт, играше нашата репрезентација, и да присуствувате на местото кај што се одигруваат надпреварите. Ја имав голема заблуда дека целото тоа патување ви организирано од федерацијата, што изглежда дека не е така. Во собствена режија си бевме. Во собствена режија. Ние го комплетиравме проектот, го завршивме. Со федерација си беше се од двата аспекта, од двете страни си беше испочитувано секој што треба. Тука, значи најискрено кажувам. И у наша режија на ПЦ Пежото, четворица бевме, ја, ПЦ Жура и Маки, Мартин Петровски, и него да го поздравам. Најдругарски си поделивме трошоци за нафта, преку Русе, преку Бугарија, 2-13 сати до таму. Си рентавме едно станче на Booking. Бевме на првиот надпревар со Австрија, после Пеца Жура и Мартин се вратија, ја останав си за вториот надпревар, он има некои обврски, мора да се вратат во Скопје. Цела недела бев во Букурешт, супер беше се. Од бендот фактички само ја и Пеце бевме. Другите, освен Цип кој е басистот и он гледа фудбал, следи доста. Меѓутоа, например, Данко, Танче, они не пратат толку фудбал, а искрено не ни изразија некоја посебна желба да одат во Букурешт. Така што се си беше во своја режија. Федерација, освен тие точки, параметри, ставки што ги имавме во договора, што ги исполнија максимално коректно, понатаму се си беше наш план и наша режија. Стигате во Букурешт, се сместувате, фрлате куферите и искачате на улица. Да. Колку беше, имаше некој впечаток се создаде дека огромен број на навијачи од Македонија имаше се присутни таму, дека се направени такви македонски катчиња. Имаше кај што ќе видиш голем дел од луѓето од кај нас, дали од естрада, дали навијачи обични, дали различни навијачи групи. Најголем дел беа обични луѓе од сите делови на Македонија. Види да не шпекулирам. Колку ве препознава кога прв пат се појавивте таму, да кажеме? Колку имавте да се сликаме, дајме интервју? Во неколку наврати се случуваше. Ај земете да пеете песнава. Еднаш само не замолија да отсвириме на гитара тука на две акустични гитари и тука околу нас на собраните луѓе отпеа еднаш со нас. Во кафичите, каде што фактички ние го запоседнавме тој Old Town во Букурешт, Old Town што е од 20 век онака, знаеш, као стара чаршија, ама не е стара. Добро, нема врска. У сите кафичи ги пушта сите македонски песни, значи вклучително и нашата идеше. Одеше, не знам, и Бисер Балкански од Гоце Николовски, значи од народно, преку модерна музика, црвена, најдобрата навивачка од дените чува, убедлива најдобра навивачка песна, не за џабе се вика и така.
нашата песна. Она девојче едно од Австралија имаше некоја песна исто направи или девојки беа неколку. Сите можни песни што се идентификуваат со македонскиот национален идентитет и што и наменски за европско и од постариеве што беа. Така што ги вртеа секаде. А вака на улица нешто, ние да немаме мир, дојди да се сликаме. Не, у неколку наврати, да, некои луѓе, дечки вие песнава што ја направивте. Имаше родители сум помали деца, тато, еве, дечки ве песнава што ја пеат. Повеќе дечиња сакаа да се сликаат. Водител еден од МТЕЛ, мислам дека беше Драги Пушка Герасимов, да го поздравам многу. Ајде, поздрави го. Ама знам дека тоа интервју го гледав и те замоли човекот као може ли да ми ја испееш малце или барем малце да ја испееш. Не можеш глас не борам кај него на интервјуто. Едвај, значи тоа е после Украина утредента, после Украина првиот, после Австрија првиот надпревар. Стално ги мешам. Прво беше Австрија, второ беше Украина. Новинарите сите беа во Хилтон во Букурешт сместен, Double Tree Хилтон, како овој аеродром што е. И јас кај што бев сместен, кога си отидоа овие екипава моја, буквално позади Хилтонот имаше една зграда и во неа имав станче, си земав, сам си бев таму сместен. И снимајќи го спотот и дружејќи се со луѓе од федерации, со спортски новинари, пошто имаше кај нас новинари што ги интересираше, знаеш, таму неколку интервјуа за нашиве медиуми дадов и некако се здруживме таму и тие неколку дена со нив најчесто поминува време. И Драги Герасимов е еден од најстарите спортски новинари од Штип. И оне сега имаше за жал некои здравствени проблеми, се надевам дека е подобар. Инсистираше да направиме интервју и беше интересно, едно од најинтересните интервјуа што сум ги направил во животот. Он е таков исклучително голем патриот, знаеш, си ја сака државата. И така некако беше окей атмосфера, убави луѓе, тоа да што викаш за бројката, да не шпекулирам со некоја бројка вака да измислувам, ама над 6-7 илјади луѓе имаше. Особено на вториот надпревар со Украина, уште повеќе некако дојдоа македонци. Имаше некој рекорд срушивме, мислам дека во пиење пиво не беше нешто. Можно е, не ме чуди. Сигурно сме испиле сето пиво на светов што го има во Не, да, мислам дека имаше некој рекорд. Имаше многу се пиеше пиво, не само пиво, коктели, шотови, разни други глупости. Не, ќе мора да го проверам тоа. Мислам дека стварно го слушивме рекордот. Се сеќавам дека нешто се појавуваше такви некои, ама тоа се тешки работи да се докаже, знаеш. Види, морам да кажам дека Романија, односно Букурешт имаше безпрекорна организација на тој настан. Значи, не на тој настан, туку на спроведувањето и контрола, да речем, врз навивачите. Немаше ниту еден инцидент меѓу нас, македонците. Факторот на обединување проработа, конечно. Значи, ниту еднаш не се случи некој да се замери, да се рчне, да се степа на наш Скопје Битола, Прилеп Битола или не знам, појма немам сега, Велес Прилеп, не знам веќе ривалствава каде, кој каде оди. Сите беа заедно, сите беа обединети, се пееше, се играше. Фала Богу, Романија не е многу далеку, може луѓево да дојдат, не е ни многу скапо, знаеш, дури онака како у Скопје цени има. По кафичи, појма немам 2-3 евра пиво, 7-8 евра една пица. Значи, најнормален работник, човек што има 500-600 максимум евра плата во Македонија, можеше да си дозволи да отиде. Најди тројца другари, соберете се у кола, поделете си трошоци, за сите ќе испадне поевтино. Да беше, не знам, во Лондон или во некаде, појма немам, немаше да ја отидат толку луѓе сигурно, затоа што Англија прво визи нема да ти даде, второ сред пандемија беше, во Романија ние седевме на стадион еден до друг, значи имаше, тоа беше смешно, имаш ковид протокол, имаш PCR тест, ти доаѓа со тоа температура што мери, викавме don't shoot me, и фактички тебе ти прават 15 контроли и на стадион влегуваш и пак чопор сите седат еден до друг. Па добро, проверен си. Да, ама во Англија исто беа проверени, ама седеа преку 4 седишта. Не беа полни стадионите. А во Букурешт, Арена Национала се вика, многу убав стадион. Тој мислам, така и се вика Арена Национала, тој е 99% таму игра само романска репрезентација. Направен е за репрезентација и многу модерен. Мислам дека 10 години е стар. Многу убав стадион, голем, околу 60.000 седишти, нема атлетска патека и близко си одма вака доле завршува трибината и одма почнува теренот. И имаш прекрасен увид, гледаш прекрасна гледка имаш на теренот, каде и да седиш, дури најгоре што викаме кај гулабите, пак многу добро се гледа. Тоа е затоа што нема атлетската патека и поблиску до трибините, никако. Да, само ми е жал што не успеавме барем еден бод или една победа да имаме, ама сега тоа е, тие репрезентации имавме.
силна и неатрактивна група, освен Холандија што е нели носител на групата, они беа први во група, логично и очекувано. Али ни Австрија ни Украина не надиграа премногу. Да, подобри беа од нас, ама бевме блиску до некој бот, да речеме. Ама ете, тоа е. Чекаме наредна прилика. Можеш ли да опишеш првиот момент кога влезе во Арена Национала, се сместен или остаи короната пред стадион? Да, сите влеговте сите заедно, седите еден до друг и ја гледаш својата песна на големиот екран. Беше неверојатно чувство. Да, песната се емитуваше на Арена Национала во Букурешт и на Јохан Кројф арена во Амстердам, или Амстердам арена порано се викаше, таму игра Ајакс, славен стадион е тој. И тоа е... А зашо не го одбравте Амстердам? Мислам, знам дека Букурешт е поблиску. Не можевме да отидеме во Амстердам, многу построги беа критериумите за влез заради ковид пандемијата. И јас прашав во представници од Федерација во Букурешт дали може барем јас да отидам како еден представник на бендот да отиде и таму. Отворено ми рекоа, тешко е многу, листите се пријавени, као нема место во авионот и така, имав јас мечта сите три надпревари да ги гледам. Ама ете, бев само во Букурешт на тие два. Иначе да, чувството беше супер, прекрасно. Бидеше со текст на македонски и со англиски превод. Имаше и делови од спотот и делови од некој рандом видевца што УЕФА ги снимала за потребите на првенството. И беше убаво и тогаш за прв пат фактички јас чув како неколку илјади луѓе пеат, еве ќе кажам нескромно, мојата песна. И беше стварно супер. И мислам дека тоа беше круната на... Тоа ги компензираше сите глупости и стресови што ги доживеав, мели што ги доживеав за време на реализација на проектот. Сашо, знам колку време се бавиш со музика, знам ни што све пројде, дури се креираше од име на европско. И од таа перспектива можам да ти кажам дека ми е многу мило што го доживеа тој момент. Што доживеа момент да отидеш на стадион и да гледаш нешто што ти си го створил, да се емитува пред илјадници, ако не милиони луѓе. Баш ми и мене драго што се случи тоа, зашто е за мене до сега најбојот проект во животот. Се надевам дека ќе има и побави и поголеми, ама дека мојата или нашата песна беше прва прифатена официјална песна или химна за првиот историски настап на Македонија на Европско првенство, тоа... Па ја не знам, еве... Таа сатисфакција не може никој да ми Да, значи, колективот вие што го направивте, Висрисови, јас не знам уште една таква група на луѓе, што поседува таква спортска и музичка енергија на едно место. Кога би сакал да бирам некој друг бенд или некој друг, ајде да кажеме, колектив, не би можел да најдам. Не има такви колективи нешто. И некако ми е природно, доколку нели постигнеме таков или сличен успех да се квалификуваме некој големо надпреварување. Да, гостин си имали некако вие сте ми првиот логичен избор за такво нешто. Ти благодарам што мислиш така, а ја искрено не би се впуштил пак во таква авантура. Дај Боже да имаме успех да се пласираме пак и на европско и на светско. Ако некој сака да прави песна, нека ја прави, затоа што јас искрено имавме таму и многу небулозни, глупави недоразбирања, знаеш, ние некако, како да кажам, се ушалтавме во еден простор, вакуум, каде што огромни суети имаат големи недоразбирања меѓу себе, федерација со селектор, фудбалери со федерација и така натаму. И дури имаше и драми, некои глупави, непотребни луѓе, некои, ајде да не именувам, што не навредуваа дури, дека ние нешто сме лажеле, сме украле нешто, дека ние сме биле на страната на федерација, не сме ги почитувале фудбалерите и селекторот, па брат, да не ве почитувавме, немаше песна за вас да направиме. Така што би им порачал или би му порачал на конкретно еден лик, да не заборави дека тие луѓе што дома у 6 сабајле плачејки од радост направиле песна во нивна и во негова чест, дека тоа го направиле искрено и со љубов. И затоа тие луѓе што не критикуваа, најголем дел од нив таму се каде што се денес, односно нигде, со други зборови. Се најдобро им посакувам, никаква зла мисла нема, меѓутоа спушти се брат на моето ниво, ако сакаш да разговараш со мене како брат, а не да ми глуматаш мангуп, затоа што ти нешто си као битна фаца, а јас сум обичен музичарче некој од Скопје. Имам ја достоинство, имам ја фамилија и мене некој ме одгледал, ме воспитувал, имам домашно воспитување и култура
и знам како треба да се однесувам кон луѓето. И затоа види, на крајот се што ние си зацртавме во главата дека треба да го направиме, да го исполниме, буквално се испадна како што сакавме ние. И затоа мислам дека немаше потреба од драма пред да се појави проектот, затоа што кога се појави проектот, сите што јадеа вафли видеа дека џабе јадеа вафли, така најпросто кажам. Како и во најголем дел од случаевите. Апсолутно. Пошто нели живееме у Македонија и мора се да биде канцерогено, брат, да биде идиотско, да биде дебилно, вака да ми простите на терминологија. Да, али ако сте го истерале. Пошто се нервирам и у моментов кога ако сте го истерале од почеток до крај, како што мислите вие? Го истеравме со многу драма, многу бариери, препреки и саботажи. И затоа си таков самаце како одбивен, не би прифатил нов проект, не би се впуштил пак во истото. Затоа ли тој скептицизам сака и тебе? Па да, реално да. Долку, да кажеме, гаранција за тоа нема никогаш, да. Но долку гледаш дека се поинакви условите, дека се поинакви луѓе, можеби се работи за друга федерација. Ако има слога, хармонија, разбирање, ако вистински позади нас застане релевантниот субјект во случајов, односно институција, со најголемо задоволство пак ќе направиме нешто. Значи, тоа сакав да го слушнам. Апсолутно, меѓутоа со голема доза на резерва би пристапил и во преговори и во начинот на кој што би се реализирал тој проект. Да стигнеме ние до успехот, па ќе видиме. Саше, ја уживав во разговорот. Исто јас. Се надевам дека не траеше предолго, се надевам дека ги покривме најглавните работи од тоа, едно, да кажеме, подолго. Тоа беше веќе се неколку годишно патување се направи. Мислам дека ги покривме. Лета време 4 години се добро, 21 беше европското, значи 3 години точно се поминати од тогаш, ама мислам дека види, искрено ми е драго што се сети да поразговараме на темава, бидејќи во твојот подкаст јас прв пат во детали на некого му кажувам што се случуваше. Не дека нешто ја патам за внимание, па некој жал ми е што некој порано не се јавил, ама драго ми е што во овој простор медиумски имав прилика да го кажеме тоа што требаше да го кажеме, се надевам дека не испуштивме нешто. Ако испуштивме, ќе дојде пак сигурно. Ако не на оваа тема, на некоја друга, затоа што си едноставно човек многу пријатен за разговор, јас уживав во нашиот разговор и се надевам дека во блиски дни ќе имаме простор да отвориме некои други теми кои што очигледно ги владеше едната од нив е спортот, дефинитивно мислам дека тука можеме многу простор да покриеме. Кога сакаш, брат. Да. До Сабајле може за спорт да збориме, особено за македонски репрезентации, бидејќи тоа ми е мене најголемата љубов. Значи на клубски фудбал ние не сме оделе толку многу на Вардар, знаеш, сме оделе кога игра квалификации за Лига на шампиони, Лига Европа, кога се пласира, нели јака група добија, ама добро сега, пак е тој историски успех исто. Ама на македонска репрезентација, фудбал особено. Ја мислам дека домашен надпревар, да не претерам, од 2000-та година немам пропуштено. Освен еднаш-два пати ако сум бил нешто болен, дури на онаа со Андора фамозната 0-0 на мразот. Последна инфективна лежевме 9 дена со бронхопнеумонија. Бесплатен влез беше тогаш, разбираш, па на минус 20 уше карта да ви платам. Нема врска. Такви беа времињата, тогаш бевме многу на дно беше репрезентацијата скоро. Ама така, тогаш се гледаше кој ќе се појави, кој нема да се појави. Имаше и тогаш 1000-2000 луѓе дојдоа на стадион. Не беше толку празно, знаеш, ама на стадионот 35.000 седишта, 2000 луѓе како двајца да дошле, така изгледа. Да, ама така некако со низ години да ги следевме надпреварите на фудбалска репрезентација најмногу, на кошарки, на ракомет сме оделе. Во поново време и на гостување одиме на репрезентација, бев неколку пати, се надевам сега дека и во нареднава квалификацијска група ќе добиеме ривали што не се премногу далеку, знаеш, не е толку тешко од финансиско-логистички аспект да го изведеш патувањето, така што се гледаме на стадион. Фала ти уште еднашка за гостувањето. Фала ти за поканата, ти посакувам многу среќа. Драго ми е што бев прв гостин. Не се откажувај, подкаст денеска има секој втор, секој трет. Твојот подкаст не промовира идиотштина, селјачизам, турбофолк и блуд и разврат. И многу среќа ти посакувам и тебе. Фала ти уште еднаш. Ти благодарам за сите останати. Тоа беше Саша Љолес, човекот што го скрши мразот во Wild Tales. Ви посакувам убав ден на сите.